тајно се гласа за раководните партиски органи, односно за членови на Централниот одбор, за членови на надзорниот одбор. Гласањето се одвива тајно во кутии. Секој од делегатите, од вкупно 700 делегати, гласаат за или против предложените кандидати. Предходно, според агендата која што беше планирана на 22-тиот конгрес, требаше да има во затворениот дел и дискусија по однос на работата на партијата, како и извештајот од предвремените парламентарни избори во декември. Во овие моменти, како што кажав, тајно се гласа, па тој дел околу дискусијата за некои по прашањата е и заокружен. Некаде ќе трае до 18 часот, пошто би се знаеле конечните резултати, но сепак очекувањата се дека Зоран Заев повторно ќе биде реизбран за председател на Социјалдемократскиот сојуз. Не само што со оглед на тоа дека е единствен кандидат, тој како што најави и предходно пред неговото обраќање, имаат делегатите опција на ливчето за или против, меѓутоа очекувањата се дека повторно тој ќе биде реизбран за лидер на партијата. За негов заменик се очекува да биде избрана Радмила Шекеринска. Во однос на генералниот секретар, пак кој што го бира Централниот одбор, информациите се дека Оливер Спасовски му е завршен мандатот и тој нема да биде избран за генерален секретар, со оглед на тоа дека ќе биде и дел од извршната власт, па според партиските овде деловници, оваа функција е неспојива. Информациите се дека генералниот секретар би можел да биде Љупчо Николовски. Меѓутоа останува да видиме после за пребројувањето на гласовите, резултатите некаде после 18 часот. Инаку предходно имаше и отворен дел на кој што своје обраќање имаше и председателот на партијата, еден мандатар Зоран Заев. Тој кажа дека ќе изгради општество за сите и дека од денес започнува почеток. Имаме почеток во кој што ќе се бориме за против поделбите. Побара од членството да бидат одговорни кон граѓаните. Меѓу присутните, освен пратеници од Европскиот парламент, како и председатели на сестринските партии, овде во Александар Палас, присутни беа за време на обраќањето на Заев и поранешниот лидер Бранко Црвенковски, како и представници на политичките партии. Од ДУИ можа да се забележат Изет Меджити, Теута Арифи, Невзат Бейта, Касами од партијата Беса, како и од помалите политички партии Љубе Бошковски од Обединети за Македонија, Лилјана Поповска од Дом, Стојанче Ангелов од Достоинство. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата, дел од обраќањето на председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Наши партнери се Европската унија и НАТО. И наша цел е за граѓаните и за државата да ги обезбедиме евроатлантските перспективи. Долг е патот и нема да биде лесно. Но како граѓани на Македонија имаме еден заеднички пат. Овој, во оваа сала, ја барам вашата потврда. Секој пред да излезе од оваа сала да расчисти во себе и да си вети дека ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните и за граѓаните. Неизвестно е и дали после конгресот ќе продолжат преговорите за формирање на новата влада. Според најавите на високи функционери од Социјалдемократскиот сојуз, истата треба да биде изгласана кон крајот на следната недела на собраниската седница, пак која што се очекува да биде закажана за вторник.